Започна дипломатската офанзива за да се убеди Македонија по кој знае кој пат да го промени уставот за да направи чекор напред на трнливиот пат кон Европската унија. Посетата на германскиот федерален претседател па на канцеларот и сега јас не е случајно, вели германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок, која е во посета на Македонија за да не потсети дека без бугари во уставот, на патот до Брисел Македонија ќе застане, иако уште не сме тргнати. Кога станува збор за спроведување на договореното и кога навистина мора да се промени уставот, тогаш можам само да ве охрабрам не само како представник на владата, туку со сите демократски партии, до сите учесници им се обраќам, искористете ги сите расположиви средства за процесот да може да продолжи тоа во следните месеци. Таа додава дека била свесна какви тешки компромиси и отстапки сме направиле досега, но сега морало повторно. Овој пат, освен чекор кон Европската унија, и за да не си оделе младите од кај нас. Министрот Османи пак, иако во иста линија со странските убедувачи, во негов стил преку предупредувачка реторика. До ноември, ако не се завршат, преговорите прекинуваат. Со целиот психолошки и административни последици. Второ, Албанија сигурно ќе го продолжи патот. Трето, со постигнатиот договор помеѓу Косово и Србија во Охрид, сигурно ќе има нова забрзана патека за Западен Балкан за да се наградат страните кои што беа конструктивни во разговорите. Тоа значи дека ние пак ќе останеме изолирани во наредните 10 години. Германската министерка најави дека во декември повторно ќе ја посети Македонија.